Бикове, здраво! Ајде да видиме што носи месец август за вас, биковите. Значи, ова ќе бидат генерални пораки за месецот што е пред нас и за сите од вас, многу од вас и апсолутно за сите можни полиња од животот. Значи, тука вие ќе бидете внимателни за да си ја препознаете пораката и да ја толкувате така како што соодветствува во вашиот живот, во вашиот случај. И сега пред да започнеме, само сакам да ви кажам дека на нашата Facebook страница Gold Tarot MK на Facebook, значи, таму ги постираме неделните пораки за секој знак поединечно. Не се видеа, то се постови, меѓутоа една-две поголеми и поважни пораки за неделата. Значи, сите вие што сакате по нешто да прочитате, што носи неделата, може слободно да отидете на Facebook, Gold Tarot MK и таму ќе ги најдете пораките, предвидувањата. Ајде сега да видиме што носи август, кажавме. И вака, вие биковите, вам нешто ви се случило. Нешто убаво, нешто големо. Ова нешто може да биде буквално се. Единствено што е јасно е дека е многу убаво, многу позитивно и нешто што многу сте го посакувале. Може би понуда сте добиле за работа, може би некаков нов, некој креативен потфат, идеја, план, насока. Апсолутно може се да биде, може и во љубовта да биде нешто. Може да биде патување, значи се може да биде. Меѓутоа, какво и да е, што и да е тоа во вашиот живот, тоа е преубаво нешто, значи нешто преубаво, нешто каде што можете да дојдете до израз, каде што можете да ги покажете своите вештини, вашиот талент, вашите способности, буквално каде може да дојдете до израз. И тоа е прекрасно. За некого се случило ова понудава, ова ново, ова нештово. За некој од вас, може би не, очекувајте го многу брзо, многу скоро. И сега, што се случува во август? Во август, откако ова се случило, вие ќе бидете пред премногу обврски или премногу можности за избор. Може би ова нешто ви нуди, ова како некој каталог, па вие од овој каталог треба сега да изберете. А можностите се многу големи на број. И тоа вас ве збунува, тоа вас ви ствара товар, вие не сакате сега да толку многу да сте во ситуација да избирате, да носите одлуки, затоа што премногу одлуки па и ве плашат да не погрешите некаде. Вие сега сакате ова да се случи така, да се случи само наеднаш, брзо, лесно, едноставно, без многу да има мислење, без многу да има одлуки. Меѓутоа нема да биде така. Ќе се бара од вас сега многу трпение, затоа што ова е малку споро, додека се реализира, е малку споро. И тоа што се одвива споро му додава на нешто го прави нешто постојано да излегуваат нови обврски. Например, ајде сега потребно е некој нов документ, ајде сега потребна е некоја нова одлука, ајде сега вие нешто друго треба да изберете, ајде вие нешто друго треба да донесете. И тоа што е споро, ги прави овие дополнителни работи. Да беше брзо и наеднаш како што вие посакувавте, немаше сите овие дополнителни обврски да постојат. Ете тоа ви пречи. Сакате да заврши, сакате веднаш да заминете. Може би некакво патување ќе предстои после ова. Може би
само едноставно метафора ова патување, може би едноставно само вие треба да се пренесете во друга состојба. Затоа што, знаете, за некој ова ќе биде стварно големо нешто. Некоја многу голема работа. Ова не е ни малку едноставно, затоа што после ова нештата се менуваат. Вие ќе бидете сосема друга личност или па влегувате во еден сосема нов свет, може би средина, може би, не знам, може да е поврзано со некој воден знак, рак, шкорпија, риби, може да е поврзано со некој, со вашиот партнер, може би со родител, може би со некој некој човек од машки пол во вашиот живот, со кој сте емотивно врзани, може би со него се работи. Меѓутоа, како и да е, ова ќе ве пренесе во една друга состојба, во некој друг свет, во ново. Ова после завршува на старото и после ова започнува новото. Затоа вие сакате да заврши ова на брзина и да влезете во ова нова енергија. Зашто ова нова енергија вас ви го менува може би и статусот на некој начин. А и да не го менува ве прави да се чувствувате како победници, како да се освоиле нешто. Или пак ве прави да почувствувате баланс, каков не сте почувствувале одамна во својот живот. Во секој случај, она што сакам да ви кажам, дека околината, другите во вашиот живот, воопшто нема да бидат од поддршка. На вас ќе биде оставено се, и одлуките, и работата, и работите што треба да се завршат, ќе бидат оставени на вас, значи поддршка не очекувајте од другите. Освен, кажав, од овој рак како шкорпија или риби, ако е поврзан со нешто. Меѓутоа, од другите не очекувајте, не само што нема да дадат поддршка, туку постојано ќе додаваат тежина на случајов, на нешто. Постојано ќе бараат нешто од вас. Постојано ќе додаваат тежина, буквално ќе додаваат тежина. Ќе бидат товар, ќе бидат... Меѓутоа, вие многу добро знаете и можете овој месец да ги блокирате таквите луѓе, таквите нешта, таквите мисли, може би се само мисли, идеи, кои ве плашат, дали ќе се оствари нешто затоа што е споро, додека трае, се може да се одвива во вашите мисли. Ќе бидете во состојба да го блокирате сето тоа и она на што се надевате е дека ќе ги исполни сите ваши ова очекувања, а може би па и се работи за некакво патување. Вие се надевате дека ќе отидете на некоја друга страна од светот. Ако не патување е некој циклус, се надевате дека завршува стариот и ќе отпочне некој нов циклус во вашиот живот, некој ново поглавје. Се надевате на тоа. И исходот од сето ова ќе биде, ова морам исходот да ви го кажам како во форма на совет. Мора да внимавате и да бидете внимателни да не избрзате. Ако е патување, да речеме, внимавајте колку трошите, затоа што постои опасност да потрошите повеќе од колку што сте планирале, од колку што сте мислеле дека треба. Не дека немате, не дека ќе бидете после во лоша ситуација, не сакам да кажам, но едноставно може да потрошите повеќе од што сте сакале и планирале. Од друга страна, ако не е за патување, можно е да избрзате со некакви одлуки кои од друга страна требало да бидат многу добро смислени и донесени. Разумни одлуки, да не избрзате во тоа. Како да, значи, убаво ова што доаѓа, ова што се случува, ова што ве очекува вас во иднина,
е нешто кое апсолутно ќе ве промени и вас, и патот, и животот, и околностите, и се. Еден друг дел од вас, кај вас доаѓа некаква помош, некој со нешто ќе ви помогне и конечно ќе речете сега е време да се одморам, да не мислам повеќе, да не мислам на проблемите, да не мислам на како ќе ги завршам врските, како ќе врзам крај со крај, без разлика за што и да се работи, значи доаѓа помошта и сега може да застанете цврсто, нема повеќе таа климавост, нема тоа несигурно тло, сега ќе стоите цврсто. Благодарение на оваа помош која доаѓа. Друг дел од вас, вие што сте аплицирале некаде, дали за работа, дали за некакво дошколување, школување, како и да е некаква апликација за нешто сте аплицирале, вие може би е за нешто поврзано со временски подалеку или територијално подалеку нешто во треба да биде. Вие ќе прославувате во август, затоа што вашата апликација е прифатена, вие ќе бидете, ќе ви биде дадено она што ви е потребно, или пак ќе го освоите она што го барате и кон кое целите. Вие ќе се радувате, ќе прославувате многу во август, повторно се појавува овој рак, шкорпија или риби, овој знак повторно се појавува, или родител, или било што, значи може да биде, ќе го направите многу горд, или тој што ќе помогне вие да го остварите ова кое ви беше цел и кон кое целевте, нормално кон кое се стремевте да го остварите, да го добиете. Ќе биде од голема помош, може би ќе помогне многу за да го добиете, за да ја добиете работата или како и да е, нешто на кое сте аплицирале, ви кажав, ќе прославите, вие сте го добиле тоа што сте го барале. Еден друг дел од вас ќе се исполни некоја голема желба. Некоја голема желба, меѓутоа од што е ова големо, вас ќе ве исплаши дури малку, ќе ве исплаши. После ова нештата многу ќе се сменат и сега вие сте во ситуација да се запрашате дали е добро да се продолжи така или треба да се седне сега, малку да бидете сами со себе, малку во изолација и да смислите стратегија и план како понатаму. Затоа што знаете дека после ова, без план и стратегија, вие ќе лутате, ќе талкате и може да не уживате во успехов како што треба. Може би сте добиле, може би многу пари се, па треба да смислите што треба да се направи, што треба сега со толку многу пари да се прави. Како и да е, нешто големо сте добиле кое ќе ве потикне сега да се повлечете и да смислувате планови, стратегии како понатаму. И па тоа е тоа за сега. Бикови, јас се надевам уживавте, ќе најдете нешто што ќе ви помогне и до следното. Чао, чао!